Денес, по 10-месечна борба, конечно ние синдикатите осетивме дека функционира правната држава, тоест дека профункционира правната држава, иако 10 месеци чекаме Централниот регистар на Република Македонија да го спроведе решението на Министерството за труд и социјална политика, и од денес овластено лице за кое го застапува ССМ е Дарко Димовски. Со оваа промена, конечно се слуша гласот на работникот и гласот на синдикалецот. И заврши тиранијата на говорот на синдикализмот, на кој не сакам нити името да му го споменам. Од денес започнува ново поглавје на синдикализмот во Република Македонија, со кое ќе се врати достоинството на работниците, синдикалците и сите оние други работници кои не следнуваат во синдикатите и синдикалните одбори. Сојузот на синдикати на Македонија е отворен за сите. Од денеска оваа катакомба ќе стане пак дом на сите работници и едноставно ќе ја примениме паролата говорот на синдикализмот надвор, синдикалците и работниците внатре. Може би ќе делува малце патетично ако кажеме нешто и председателот ССМ Дарко го кажа, дека овој пресвртен момент во синдикализмот во Македонија, со ова добивме една сатисфакција синдикатите која поведовме оваа борба да кажеме стоп на синдикализмот кој го применуваше Живко Митревски, односно антисиндикализмот. Сметам дека е нов пресвртен момент од причини што се враќа и автономноста на самите синдикати и кога веќе прашувате за реформа во синдикатот, прво и основно е што треба се направи синдикатите да станат навистина автономни и независни, не само од работодавачите, од власта, од политичките партии, туку да станат независни и од Сојузот на синдикатите Македонија. Во изминатиот период Сојузот на синдикатите Македонија ги имаше поклопено или да речем попрецедно оневозможено активностите на синдикатите и затоа дојдовме во една ваква ситуација еден човек да ги има сите овластувања, односно со негова злоупотреба на статут и други методи да биде како што вие милувате да го кажете првиот синдикалец. Не, првиот синдикалец, односно председателот на ССМ во иднина ќе биде прв меѓу еднаквите и ќе ги пренесува ставовите исклучиво на синдикатите, а не ставови негови и во негово лично име. Значи, председател на ССМ, новиот председател, треба да ги слуша синдикатите и така да настапува во јавност. Значи, приоритетна цел во наредниот период ќе биде, согласно статутот, да се свика вонреден конгрес на Сојузот на синдикатите на Македонија, да се предложи председател и тој да ги спроведе тие новини и реформи. Затоа колегата Дарко ви кажа најкратко што може да биде, бејќи со неговиот избор на седмицата од 13 ноември 2016 година му е дадено овластување да свика вонреден конгрес и да се избере ново раководство. Мислам дека преурането е сега да се прашува било кој од нас, но главната цел е синдикатите да се вратат на членовите, да бидеме независни од работодавачите и да се бориме за поголеми права на работниците и да ги повратиме сите оние права кои во изминатиот период од владењето на Живко Митревски, како продолжена рака на власта, ги изгуби. Ќе се покренат постапки за одговорност против Живко Митревски, бидејќи од 2010 година донесеното решение е ништовно. Ништовноста се состои во тоа што за цел временски период немал право да подпишува одлуки на Совет, одлуки на председателство и други одлуки. Министерството за труд на крајот од краиштата правдата стигна, бидејќи сите претходни министри ова работа ја некако протуркува и не сака од правен аспект да ја ценат, но за жал профункционира оваа држава и се кажам дека решението донесено во 2010 година се поништува.